Почитувани гледачи, добро вечер. Обично се вели, ако сакаш да го видиш степенот на хуманост и цивилизираност на едно општество, тогаш влези во затворите, бидејќи затворите се огледало на една држава, но и место каде што на најдобар можен начин може да се видат ограничувањата на слободата, но и повредата на човековите права и слободи. Оттаму разбирливо, тема на нашава вечерашна емисија е состојбата во македонските затвори. Но пред да го представам нашиот вечерашен гостин, ќе ја замолам режијата да ни го пушти прилогот, што го снимивме во понеделникот во најголемиот затвор во државата, казнено-поправната установа Идризово. Ми имавме прилика да ги видиме лошите услови. Денес имавме прилика да видиме дека не функционира она што значи програми за ресоциализација и подготовка на затворени и осудени лица да можат после издржување на казната да се вратат во еден нормален живот, каде што ги допринесува за своите семејства. Хуманиот и социјалниот аспект апсолутно не е запазен и навистина јас се срамам што сум премиер на земја каде што затворите се надвор од сите стандарди на хуманост и социјалниот аспект на воопшто живот на лица кои што се осудени да издржуваат казна. Промената на власта ги подигна очекувањата на многу категории граѓани во државата, а меѓу нив и на затворениците, но и на затворската полиција. 4 месеци по посетата на премиерот Зоран Заев на најголемата затворска установа во државата, собранието во средината на јануари оваа година го донесе законот за амнестија. Тоа значеше излегување на слобода на 670 затвореници, како и намалување на казните на околу 4000 лица. Со ваквиот политички потек се намали притисокот врз пренатрупаните затвори, но се друго остана исто. Велат, дури стана и полошо. Понеделничките кадри од затвореното оделение на најстариот и најголем затвор во државата доволно зборуваат сами за себе, како сцени погодни за снимање на продолжението на култниот филм Тетовирање. Условите во женското оделение навидум изгледаат малку попристојно и поподносливо. Се гледа влијанието на женската рака и потребата да се внесе малку убавина и боја во затворското сивило. Затворите се казнени, но и поправни установи. Но ресоциализацијата во најголемиот затвор во државата во моментот е под стечај. Затворската економија е целосно уништена и не постои. А некаде до 2006 година затворот Идризово имаше ефикасен систем на работно ангажирање на затворениците, кој овозможуваше и самоодржување.
Сето препорот сега звучи саркастично, бидејќи објектите, кои порано служеле како столарски и резбарски работилници, зјаат празно. Од тука се купуваа најубавите изрезбани шаховски табли за репрезентативни гости, како и кутии за накид за дамите. Ни трага од свињарниците, шталите за крави и овци, кои произведуваа млечни производи, кои се продаваа во повеќе продавници во градот и државата. Ги нема ни поранешните плантажи со цвеќиња, каде сега растат коприви од по 1 метар. Сретнавме само неколку леи со пиперки насадени од некој амбициозен осуденик, кој сакал да си го исполни времето, кое бавно минува. Повеќе од 1 година, како се завршени градежните работи на двата нови објекта, во кои треба да бидат префрлени полуотвореното и отвореното оделение. Завршено и реновирањето на старата управна зграда, како и на тренинг центарот, во кој порано беше сместено бифето за вработување, како и делот наменет за одмор. Според најавите од управата за извршување на санкции, во текот на оваа недела требаше јавно да бидат промовирани и да им се дозволи на новинарските екипи да влезат и да снимаат. Но тоа не се случи. Му посакувам добри дојде на мојот вечерашен гостин, директорот на управата за извршување на санкции, господинот Јовица Стојановиќ. Добро вечер. Добро дојдовте во емисијата. Премиерот Заев рече дека се срами од она што го виде во затворот. Какво е вашето чувство со оглед на тоа што сте вие прв човек на македонските затвори и колку што разбрав, рече си 25 години сте во затворскиот систем. 24 години и 24, ден. Така. А еден период бевте и директор токму на овој затвор во Идризово. Да. Значи, го споделувам мислењето и видувањето на премиерот Заев, затоа што тој ден кога бевме во посета на Капедом Идризово, јас тука влегов после 11 години. Жалостно е тоа што го видов и дотолку повише пред мене се испостави предизвикот да побрзо ги довршим тие проекти кои што се започнати за подобрување на условите на затворите и севкурно во затворите во Република Македонија. Колку законот за амнестија ја оствари целта за која што беше донесен? Вака, и значи, го намали притисокот врз затворските установи во поглед на пренатрупаност? Кога дојдов, значи, во август 2017 година, како вработен во затворскиот систем во Република Македонија, знаеш што треба да побараш, да детектираш каде се проблемите и како неколку главни проблеми кои се во очи е огромната пренатрупаност во македонските затвори, значи неадекватниот третман, долговите натрупани, немањето на услови за работа на вработените. И човек едноставно во првиот момент че рече не знам од каде да почне. Меѓутоа кога доаѓате од професијата, знаете што треба да видите и првиот чекор беше да се намали таа гужва. Се со цел да се добие простор. Значи во еден момент близу до 2000. Јас имам конкретни податоци што сум затекнал, значи со која бројка било, јас не би сакал да зборувам, да шпекулирам. Толку беа, колку беа. Значи пред мене го имам извештајот од 19 април 2017 каде што по тогашниот систем на евиденција имате капацитет од 2050 затворски места, а пополнетоста била со 2858 осудени лица. Како е сегашната ситуација во моментов? Сегашната ситуација, значи можам прв пат да кажам на вашите гледачи, одеќе на медиумите, дека прв пат во изминативе 12 години Капедом Идризово е со бројка под 1000 лица на лице место. Значи ако сте имале во април 2017 1736, денес имаме 958. Да, но колкав е бројот на лица со правосилни судски пресуди кои што чекаат упат за издржување на затворска казна? Такви апдейтирани податоци немаме, затоа што кога се изготвуваше амнестијата, предлогот закон за амнестија, имавме некоја бројка околу 4000 што чекаат. Меѓутоа тука спаѓаат голем број на казни кои што се до 6 месеци кои што се избришаа и останатиот дел се намалија. Значи казните, така да не очекуваме со таква динамика да се полнат сега капацитетите во Република Македонија. Имено сега во моментот имаме 250 празни кревети.
Зборувате за Идризово или воопшто за Република Македонија? Во цела Македонија. Да, во цела Македонија. Би сакала да ми кажете која е причината што за овие 10 месеци дури тројца директори смени затворот во Идризово? Ќе се согласите дека двајца се сменете, не е трет. Сега е третиот. Сега третиот дојде. Вака, значи За 10 месеци и премногу ќе се согласите. Па вака, значи човек кога доаѓа на работно место во КПДОМ Идризово, треба да има некои очекувања со што се соочува. Треба да биде координиран со професионалците, значи со работниците. Меѓутоа првиот директор што беше, он своеволно поднесе оставка на 28.12. Така да тој не е сменет, сам си побрал да се тргне таа работа. Следниот директор кој што дојде, претпоставам дојдеше од друга професија, значи ова некако му беше ново. Не можеше да се вклопи во работата на установата и соработката со другите колеги. И не знам од кои причини е сменет. Меѓутоа, овој сега што е моменталниот директор во Идризово покажува интерес, иако не доаѓа од професијата, меѓутоа покажува огромен интерес да учи. Значи да соработува со луѓето што работат во КПДОМ Идризово, затоа што и со останатите што се надвор од КПДОМ Идризово, имено управата за вршење на санкции, таа кој што ги планира и прави планови за стратегијата за развој на затворскиот систем во Република Македонија и мислам дека човекот се вклопува. Тоа е малку различно од она што го слушнав на лице место. Јас кога бев во понеделникот, вака во разговор со некој од вработените ми рекоа претходниот директор се обиде нешто да направи, меѓутоа беше спречен. Личен конфликт имавте со претходниот директор? Не се координиравте? Јас немам потреба да имам конфликт со ниедно вработено лице, значи најмалку со директорите кои што се одговорни за затворите. Значи имате соработка, укажувате кои се состојбите, некој ги прифаќа, некој не ги прифаќа тие состојби. Прв пат сум го видел човекот во КПДОМ Идризово. Апсолутно немам потреба да имам конфликти и сега не чувствувам дека сум во некој конфликт со било кого. Заедно го проследивме прилогот, а на почетокот на прилогот ги прочитавте, предпоставувам, оценките за затворите. Една од последните оценки е на Комисијата на Советот на Европа, која во својот последен извештај упати многу сериозни забелешки за состојбите во дел од македонските затвори. Она што ми падна во очи и во уво е укажувањето за ендемска корупција. Тоа е премногу силен збор. Се согласувате ли со оценките на комисијата? И што правите да се поправи овој катастрофален имидж на државата во поглед на затворскиот систем, кој што не дава слика за нас како да сме земја од среден век, а не аспиранти за ЕУ и за НАТО? Значи, прво, проблематиката која што ја дискутираме сега е премногу комплексна за да се едноставно објасни. Ќе одиме ред по ред. Во контекст на извештајот на СИПИТИ од декември 2016 година, точно е полош извештај, значи потешки зборови немам прочитано. И поаѓајќи од тама и од извештаите на Хелсиншки комитет, Народниот правобранител и другите меѓународни организации и невладени организации во Република Македонија, ние дефиниравме приоритети, кои што паралелно ги тераме. Првиот приоритет беше гужвата. Вториот беше законот за амнестија, тоа веќе го направивте. Законот за амнестија, значи што е следното што ќе го правите? Почнавме со работни групи на измени на законот и за извршување на санкции, каде што ги отстрануваме бирократските бариери, односно тие работни групи беа составени од вработените во казнено-поправните установи во Република Македонија. Работеа 4 работни групи на различни сегменти, значи од закон, затоа што не може едни да го гледаат цел закон. Имавме работни групи кои што се од ресоциализација, имавме работна група која што се занимаваше со затворската полиција, работна група која што се занимаваше со здравство, со здравствената заштита, значи вклучувајќи ги надворешните институции, и имавме работна група која што се занимаваше со стопанските единици. Законот значи да се најде адекватно законско решение кое што ќе биде применливо. Затоа што вие имате членови во законот кои што постојат се донесени измени, меѓутоа во пракса не функционира. Ние сакаме да направиме функционален закон. Да.
Меѓутоа, пак ќе ве вратам на корупцијата. Што правите конкретно за корупцијата? Да продолжим. За сузбивање? Со Закон за вршење санкции, кој што е во завршна фаза, се тамо ускратени правата на раководните структури во затворите, значи се лимитирани тие можности за манипулација и се воведени некои си дисциплински мерки или казнени одредби доколку не се почитуваат тие законот и подзаконските акти. Во овој момент управата за вршење санкции и да детектира, како што детектираме одредени состојби, не можеме да наметнеме тоа да се спроведе во пракса. Со новиот закон тоа ќе биде можно. Да, меѓутоа претпоставувам дека и до вас доаѓаат информациите за продажба на легла, за укажувања дека постојат и плаќања за пуштање на дома за викенди. Ги проверувате ли ваквите наоди? Секогаш кога имаме пријава, значи во управата за вршење санкции има телефон за пријава на корупција и коруптивни дејанија, ние секогаш излегуваме и секогаш кажуваме, значи јас лично и на телевизија кога сум бил досега, ги охрабрувам сите кои што некој им бара пари за било која работа, која што им следува согласно кучниот ред на установата, согласно Закон за вршење санкции, директно нека се обратат во управата, веднаш плаќаме луѓе, никој не може да биде оштетен, нити да биде приморан да плати нешто што му следува. Значи, сите осудени лица кои што се во установите, својот долг кон државата го плати да се пресудат. Ние сме да им овозможиме достоинствено спроведување на тој период кој што има добиена колку казна. А вие сте детектирале такви проблеми? Сменети се некои заповедници, некои командири во затворите? Во установите, значи, согласно законските одредби, многу тешко иде тоа вертикално движење. Зошто? Затоа што законот не ви дозволува да правите измени, него може да се направи некои времени разместувања, кои што мислам дека не вродуваат со голем резултат, меѓутоа со новиот закон и новите систематизации ќе се овозможи подобро функционирање на службите, односно потранспарентно решавање, така да секој ќе има можност да види и да го добие тоа што му следува без било кој да го принудува или пак да посредува во некоја си нелегална работа. Затоа што и националниот превентивен механизам, кој што работи во рамките на Народниот правобранител, во својот посебен извештај за затворот, кој што многу студиозно ја детектира состојбата во затворот, зборува за конкретни сознанија, кои што се темелат, предпоставувам, на разговори со затворениците. Тврда дека постојат тарифи оделни и за тоа како да се дојде до мобилен телефон. Како доаѓаат затворениците до мобилни? Има препродажба во затворите или им ги внесуваат? Предпоставувам дека има можности на различити начини да се дојде до мобилен телефон и други недозволени средства. Меѓутоа, на основа на шпекулации може да обвините некого. Секогаш кога имаме некој сознание, ние постапуваме, правиме претреси воредни, даваме напаствие на установата, значи секоја... И по тие притреси не сте дошле до овие сознанија? Се наоѓаат мобилни телефони, се одземат и се покренуваат дисциплински постапки кон осудените лица и за тие имаат одземање на третман, забрана за користење на погодности. Меѓутоа и покрај тоа се повторуваат работите. А колку има вмешаност на затворската полиција или затворската управа во нелегални... Ја би рекол вработените, затоа што не можете да обвините некого или пак да спомнете дека некој нешто прави ако немате конкретни докази. Затоа јас и охрабрувам, значи, доколку има конкретни работи, да не останеме само во сферата на шпекулација или само на озборување дека толку кошта ова, толку кошта она. Дајте конкретни работи, да се сработи некоја работа. Ние од наша страна како управа правиме со транспарентност, со намалување на ингеренциите, со воведување на казнени одредби за непочитување на законот и на подзаконските акти. Ќе се согласите дека не се случајни луѓе или случајни институции и сепак се сериозни институции, Народниот правобранител и Комисијата на Советот на Европа, од таму доаѓаат најсериозните укажувања. Ова сепак не се рекла казала муабети, туку работи кои што се темелат на сведочења и на затвореници и на семејства, предпоставувам и на дел од вработените. Значи... Колку затворската управа има сериозна и искрена волја да ги поправи работите на подобро? Затворската управа, доколку нема желба да ги спречи овие работи, ќе подлежи на промени.
Меѓутоа, управата за извршување санкции од позиција прва линија ги прави сите можни напори. Значи, тоа е конкретно, ќе се задржиме само на КП Номи Дризово. Прво е намален бројот на осудените лица. Што би рекол народски, онака шпекулативно, пазарот е намален. Значи, од 2000 души сте стегли на 950 души. Новите објекти кои што се отворени и полуотворено, кои што се воведуваат европски затворски правила и стандарди, имавте можност да видите некои фотографии кои што ме критикувате дека сум рекол дека ќе биде снимано, меѓутоа јас не сум организатор на медиумско покривање на установите. Нас не ни беше дозволено практично да влеземе во најлошиот дел во затворот, кој што го нарекуваат школарци. Тоа е исто како Д павилјонот. Значи, бевме ништо во не сте пропуштиле. И на вистина тоа што го видовме таму е страшно. Довршен, значи, двата нови објекти кои што се во завршна фаза. Спомнавте и управната зграда која што вчера и денеска се монтира канцеларискиот намештај и веќе се во процедура барањата за давање на употребни дозволи на сите објекти, значи на управната зграда, на отворено и полуотворено. Значи во тие два објекти има 546 легла со комплет инвентар, со подно грејење, сите дандани што би рекол согласно европските затворски правила. Некои фотографии имавте можност да видите, меѓутоа не сакав да дозволам да дадам за право да има ексклузивитет некоја ТВ куќа или било која новинарска екипа. Би сакал тоа да го споделиме со јавноста, повеќе новинари да можат тоа да го видат и да го прошетаат и да го представат пред македонската јавност. Во тие објекти ќе биде без дискриминација, значи секој кој што ги исполнува условите ќе биде сместен таму. Таму нема да се случува она што го рековте, се продаваа кревети. А како е сега во моментот? Комисијата регистрирала и неадекватен третман во сместувањето, па дури во извештаите се зборува дека постојат и привилегирани затвореници. Од една страна во делови од затворот каде што има во 30 на квадрати и по 18 затвореници, а од друга страна кели со по 20 затвореници каде што има и плазма телевизор и па дури и клима уред. Кој го добива третманот на привилегиран затвореник? Согласно курчниот ред се дозволени внесување на други предмети кои што ќе ги даде одобрување затворската управа, меѓутоа сметам дека во овие случаи тоа е прешироко толкувано. Значи, затворениците тврдат дека се има своја цена во Идризово. Па на тоа и дека мислев, се може да се плати. На тоа мислев дека ако некому е дозволено да внесе телевизор од 30 инчи, некому е дозволено да внесе телевизор од 50 инчи. Во новите објекти нема таква работа. Значи има телевизиска сала каде што има поголем телевизор, во просторите ќе има можност за одредена големина. Значи сите ќе бидат исти. Во однос на носењето на клима уреди и на ладилници, фрижидери, сето тоа ќе биде регулирано, доколку сакаат да има таква работа, ќе си платат во однос на трошоците за струјата. Меѓутоа тоа не може да биде дискриминација во однос на третманот на другите осуденици. Не ми одговоривте конкретно. Има ли во моментов привилегирани затвореници? Привилегирани, не знам во кој смисол. Дека некој поседува такви елементи, па не е седно некој да биде сместен заедно со десетина други во мал простор и да речеме некој во просторија двајца каде што. Во моментот ви кажа дека имаме 250 вишок кревети, не дека имаме недостиг на кревети. Така да не верувам дека има таква приказна. Па очигледно има, што ме нотирано тоа во... Тоа е 2016 декември. Така. Ви кажа, значи, ви кажав и бројката на осуденици, ви кажав и сегашната бројка. Да. Дали има големи забелешки во поглед на храната? Точно. Дали нешто е направено во овој дел, затоа што со години се алармира на лошиот квалитет на храната, затворениците се принудени да плаќаат од кантината, па некои дури и пакети да им носат. Да бидам искрена, во понеделникот, додека со колегата го чекавме такси возилото, имавме можност да видиме една слика. Не баре некој правеше продавница во затворот, бидејќи се носеа енормни работи и количество на храна во затворите. Се контролирали тоа? Кој што
внесува Дали во вие затворите? поминавте поредот или дојдовте преку ред, значи во затворениот дел, ако поминавте преку видуваната каде што се прави претеч, видите дека има и посебна просторија за контрола на сите пратки кои што се внесуваат во затворот. Имајќи во предвид тоа што го кажате, дека економијата е пропадната. Так. Како што е пропадната. Препорот не функционира, значи не може да се остваруваат сопствени приходи за подобра квалитет на храната. Затворската управа, значи има дозволено 10 килограми пакет со прехранбени продукти да донесува осуденото лице. Сега вие кога сте биле и рамазанските пости почнуваат, претпоставам дека тоа било причина за зголемен внес на храна и на пијалаци. Так. Како ги коментирате наводите за лесна достапност и широка распространетост на дроги во установите? Па дури дека има и препродавање на дрога меѓу затворениците. Значи во затворите дрогата е нелегална. Добро. Секој што ќе се фати со таква работа му се отвора ново дело. Меѓутоа во установите исто така се третман со метадон се третираат сите зависници. Колку во моментот има лица кои што се на метадонска терапија? Во КП Мидризово најголемиот затвор, околу 200 се на метадонска терапија. Значи има таму метадонски центар и тоа понатаму претпоставам во емисијата ќе кажем кога ќе дојдеме во однос на здравствената заштита да појаснам за што станува збор. Јас ви кажав дека работеа различити групи, од тие групи има заклучоци и има конкретни работи на терен. Здравствената заштита се чини дека една од најслабите алки во затворите. Зошто и по истекот на 4 години од измените на законската регулатива се уште во некои затвори има лекарски ординации со минимум до 2 лекари, а не онака како што е предвидено со измените во Законот за извршување на санкции. Со Законот за извршување на санкции е предвидено да здравствената заштита на осудените лица ја превземат Министерство за здравство. И толку. Сето е замрено и останато на таа одредба од законот. Ние сега во соработка со Министерство за здравство, Фондот за здравство, јавните здравствени установи, направивме чекор понапред. Во однос на тоа дека сега здравствените работници, како пилот проект, се превземени во јавната здравствена установа за КП Мидризово и за КП во затвор Скопје, каде што се вметнати во систематизација с големен број на здравствен персонал кој што ќе се грижи за здравјето на осудените лица, како што добиваат здравствени услуги и граѓаните надвор во Република Македонија. Истиот тој пример го следат и сите останати установи. Значи, зошто затворениците не се здравствено осигурени? А тоа е законска обврска. Тоа не било пракса, меѓутоа во тек е проценка на тоа колку осудени лица не се осигурени и управата да тоа го направи. Значи ние имаме средства за таа работа, меѓутоа во однос на оваа работа треба да ни дадат повратно од Фондот за здравство колку осудени лица не се осигурени за да платиме осигурување по сите основи за одредени пакети кои што ги пружа јавната здравствена установа. Се разбира, корисниците на метадон ќе бидат под Министерство за здравство и сега пред 10 на дена имавме состанок во Министерство за здравство дека треба се направат измени во статутот за да го покријат и овој сегмент јавните здравствени установи. Во моментов, еве да речеме, Идризово има само 2 лекари и 2 медицински сестри, од кои што едниот лекар е психијатар. Затворениците се жалат дека не дај Боже зап да ги заболи во попладневните часови, дека нема кој да им излезе во предсред, па дури дека има случаи затворските чувари да им делат терапија. Токму затоа е пристапено кон овие измени, значи зголемување на бројот на медицинскиот персонал кој ќе биде активен во затворите, за да не се случува оно што се случувало во пракса и во минатото. Јас кога дојдов во КП Мидризово од 2005 година, затекнав една ситуација и секогаш ја кажувам како седнат надвор, осудено лице, дели некои чашки. Јас прашувам што е ова? Викам метадон. Викам, како може метадон да дели осудено лице кое што е осудено за дрога? Да. Веднаш тоа третиот ден, значи почнав разговори, координации, наскоро направивме првиот метадонски центар во КП Мидризово. Значи во соработка со Глобал фонд и Министерството за здравство. Значи квалификувани медицински лица треба да делат терапијата и да бидат под надзор сите осудени лица. Во моментот која дели терапијата?
вработено лице од КП Домидризова. Здравствено лице или од вработените? Во метадонскиот центар е докторка Јулијана. Да. А во останатите делови, затоа што велат затворениците дека голем дел од терапијата ја добиваат од затворските чувари, кои ги препознаваат лекарствата по боја. Па велат за притисок, синото апченце, црвеното, Не е така. за срце. Знаеме дека секој лек е обележан на адекватен начин. Во секој паковче пишува за кое судено лице и која терапија е предвидена. Значи, не се случува да брцне во тањир или во некоја посуда со лекој и да извади, ова е за притисок. Сигурно не е така. Една од темите за кои што нерадо се зборува е смртноста во затворите. Постојат многу големи сомнежи околу некои смртни случаи, кои што обично управата ги прикажува дека се починати од природна смрт, а при тоа станува збор и за млади луѓе кои што до тогаш немале некаква историја на болест. Вака, значи, управата за рушение санкции никогаш не кажува дека некоја смрт била од оваа или од онаа причина. Значи, ние немаме повратна информација доколку истражителот, значи обвинителот го даде на обдукција телото. Ние таков извештај немаме виден. Значи, додека не се произнесе медицинската фела или истражниот судија, ние не кажуваме. Дека имаме случаи на смрт, констатираме. Веднаш прачаме луѓе наши да испитаат што е и како е. Имате случај, например, баш беше едно осудено лице на поголема возраст, кој што почина во арестанско и кажува дека не му е доволно пружена здравствена грижа. 75 пати носено на лекар во клиниките, и лежано и лечено. Што ние можеме повише тоа да направиме? Сега поставно имате пред починато лице кое штом се појавил здравствен проблем, однесено на клиника, задржано на клиника и починува на клиника. Што можеме ние плюс да направиме од тоа што се случува надвор во средината? Кога ќе видите на некој му се слошува, се носи на клиника, во болница. Се случува ли некогаш предоцна да ги однесете болните? Мислам дека тоа секогаш, значи, затворската полиција работи 24 часа на ден, има на располагање возила, има луѓе во секој дел, кога се алармира, јас мислам дека навремено се носат во клиниките. Семејствата на четворица роми кои ненајдено починаа во затворите, во март оваа година поднесоа групна тужба. Тужена е Управата за извршување на санкции, Министерството за здравство. Тие тврдат дека во овие случаи е направена дискриминација во поглед на здравствената заштита. Како планирате да се одбраните од овие обвиненија? Прво, кои што очигледно сега ќе одат на ваша сметка како сегашен прв човек на управата? Дел од тие лица ги познавам уште од нивната младост. Значи, што се пишани во таа групна тужба и не велам дека е направена дискриминација. Во мојата пракса во 25-та година ја почнувам, не правам дискриминација према ни еден, нити вработен, нити осудено лице. Секој треба да си го добие тоа што му следува согласно законските прописи. Во конкретниот случај, познавајќи го детето, значи од Битола станува збор, верувам дека се му е пружено како здравствена заштита. Меѓутоа, они поднеле тужба, се постапува по таа, да видиме како ќе за таа работа. Судот во Страсбур лани досуди 9.000 евра за еден ром починат во затвор и државата тие пари мора да ги плати во вонсудска спогодба. До кога македонските даночници ќе го плаќаат цехот за несовесноста на властите, кои што не им излегле на време во пресред на затворениците? Сметам дека тоа со конкретните чекори што ги правиме се одминува било какви можни такви случаеви, затоа што достапноста до медицинскиот персонал ќе биде поголема нели што е во моментот. Значи бројчаноста во македонските затвори ќе се намалува, нема да се зголемува. Постои голем недостиг на работни места во казнено-поправните установи. Колкав е бројот на побарани одобренија за нови вработувања? Мислите на сите затвори? Да. Се прави годишен план каде што се побарани околу 150 вработувања
за кој што имаме позитивен одговор за 67 во сите затвори во Република Македонија. Најголемиот дел се за затворска полиција, затоа што имате природен одлив, пензионирање, некој напушта работата, заминува во странство и икс причини. Некои се фатени во недозволени дејанија, па се суспендирани, збркани од работа. Има и такви случаи. Зошто комплетно е запоставен елементот на ресоциализација во затворите? Или да го преформулирам прашањето, барем тоа е случај во најголемиот затвор, додека во некои затвори има ресоциализација. Сте биле? Видовте во Идризово Да, како е. Во една гужва од 1900 осудени лица нема место каде да седнат. Каде е ресоциализацијата да обавуваат тие индивидуални разговори, групни разговори, каде да бидат работно ангажирани кога е уништено тоа што сте го видели, што сте го снимиле? Имате ли вие одговор како се случи да се уништи толкав комплекс во Идризово? Има ревизија направена, каде што е конкретно посочени две имиња, не бих сакал да ги кажувам, и органите на власта се во постапка на детектирање на можни кривични дела во стопанска единица економија. Тоа е направено од негрижа, несовесност или свесна тенденција да се уништи овој дом? Повеќе би рекол дека е свесна тенденција, кој како сака нека ме свати, затоа што не можете на толкава економија толку да ја уништите. Да има да уништено дури и документи. Вработените кои што се во стопанска единица преку 25 месеци нема земено плата. Правиме макотрпни напори, не можеме да ги собереме документите. Уништени се документи, значи. Приближна бројка дојдовме до која е сумата и сега Колкава е вредноста на ориентацијно оно што успеавме до сега да дојдеме некаде околу 30 милиони денари. Тука се влезени платите на вработените, долг кон добавувачи на роба за стопанска единица економија, долг кон Евана. Замислете, стопанска единица економија, доел економија, не функционира 6 години, трошокот за струја е 100.000 евра. Кој го направи тоа? Тоа значи треба да биде исклучено. Управата, тогашна, намерно сместуваа луѓе во тие простори, кои што рековте дека се можни овакви или онакви дејанија, дополнително трошиле струја на друг субјект. Тоа значи не може да биде несвесно или не сакачи, тоа е тенденциозно и намерно. Дали вие планирате да го обновите секторот економија и на кој начин, бидејќи од разговори со вработени тврдат дека порано на таков начин и се самоиздржувал затворот и носел приходи. Јас се сеќавам, тоа го споменав и во прилогот, дека гости кога доаѓа од странство се купува работи од таму, а и самата сум купувала млечни производи од продавниците на Капедом Идризово. Апсолутно, значи јас во таква состојба ја напушти, мислиме, смени од позицијата 2006 година со функционално стопанска единица економија. Они после тоа што правеле, како правеле, видовте. Значи, работната група имаше дадено некои идеи, значи во таа работна група учествуваа луѓе од Централен регистар, од Министерство за финансии, Министерство за економија, од Управата за рушење санкции, дури и вработени во стопанските единици. Се со цел да се најде адекватно решение како тие да заживеат и како да функционираат. Затоа што затворските установи, КП домовите и КПУ, располагаат со определена количина на земјиште, површина на земјиште за земјоделски работи. Ние сега бараме начин како да ги унифицираме, значи сите установи да имаат ист тип на стопанска единица, исто да се финансираат, исто да се прибираат приходите, да нема можност за вакви манипулации кои што реков дека се тенденциозни. На кој начин планирате тоа да го направите? Ке влезете во јавно партнерство? Законот предвидува и таква можност. Меѓутоа, додека дојдеме до таа фаза, треба да ги црпиме сите други можности. Од она ја што го видов таму, ќе требаат прилично средства прво за обновување на објектите кои што се запуштени, кровови на многу места, има пропаднати кровови, нема врати, прозорци. Ке има многу работа. Тоа е во однос на стопанските единици. Сте направиле ли проценка колку би чинело обновувањето на секторот економија? За да биде функционален. Немаме таква пресметка, затоа што уште се бориме со тоа како да го решиме проблемот кој што ни е оставен со доел економија. Што се прави околу лошата класификација
на затворениците, бидејќи на исто место може да се сретнат и осудени и за тепачки и за убиства. Размислувате ли во таа насока да направите некаква поефикасна класификација и групирање на затворениците? Тоа станува збор во однос на сместувањето, во однос на класификација на добивање на третмани во новиот закон, односно во подзаконските акти, во разговорите со вработените во установите, размислуваме да воведеме некои измени каде што во пракса се појавува проблем, има постапка. Што ми има постапка втора, не добива ништо. Иако првата казна е, да речеме, 12 месеци. Се води постапка која што постапка можеби нема да заврши до тие 12 месеци дека не заврши. Колкав е процентот на повратници во затворениците? Значи да довршам со ова работа, па да се вратиме на тие работи, значи да не сецкаме. И во старт кога има постапка се сместува во затворено одделение. Таков е правилникот. Не му дава друга можност. Ние тоа сакаме да ги измениме, да оние лица кои што имаат запретена казна до 3 години, втората постапка да не влие на третманот внатре во установата. А оние каде што имаат поголема казна запретена за кривичните дела, не знам колку сте во тек во однос на втората фаза која што се работи за реконструкција и обнова на затворите, има поприлично работи и градежни активности че има кои што ќе воведат комплет новини во овој сегмент, да и си ги држат во истражен центар. Истражен центар, односно нов притворски центар кој ќе се гради во КП Медризова во 2019 година. Ќе почне со капацитет од 612 кревети. Тогаш ќе има судиите можност тие лица кои што имаат други постапки да ги стават настрана од оние кои што издржуваат казна затвор. Се со цел да нема мешање на тие работи, што рековте. Втората работа, тие што се доживотните, например, во законот е предвидено да бидат посебно издвоени, во моментот не е така. Во моментот се тие сексуални престапници или насилници се издвоени во посебно криво за да немат наследство и врз нив. Значи, во однос на другите работи, метадонските зависниците, значи, немате потреба да ги сепарирате. Тие добиваат терапија за да бидат функционални. Не добиваат терапија за да бидат тргнати настрана. Така. Дали конечно ќе се обезбедат и соодветни услови за навремено и континуирано остварување на правото на основно и средно образование согласно законот? Значи, сега во моментот техничката помош прави мониторирање во сите установи на кој начин да се пристапи кон комплетно основно и средно образование што е задолжително согласно законот низ Република Македонија. Значи во казнено-поправните и воспитно-поправните установи. Овдека една слика може да видите како изгледа училница во новиот дел. Не знам колку тоа камерата може да го прикаже. Значи ова е една фотографија во новиот дел на училница. Така. Табла и столчиња и маса. Да. Го спомнавте насилството во затворите. Колку е присутно тоа? Од ова гледна точка не би можел да кажем дали има присуство или нема присуство. Секој сигурно ви јавуваат во од затворските управи што се случува во затворите. Апсолутно, 2 пати неделно собирам извештај. Така да сум во тек што има, секогаш кога има било каков настан, се санкционира осудените лица. Господине Стојановиќ, не се незадоволни само затворениците. Имав можност при посетата на Идризово да забележам и големо незадоволство и кај затворската полиција. Затворската полиција се жали на ниските плати. Вела дека основицата им е околу 14.000 денари. 15.500. И дека со сите додатоци преку време на ноќни часови празнично не може да дојдат до повеќе од 24-25.000 и дека на некој начин, споредено со редовната полиција, се во кусок од 6-7.000 денари. Значи, дали нешто се прави и се размислува во оваа насока? Кога се разгледуваат овие работи, треба да се погледат повише аспекти. Јас тоа го правам со луѓето кои што се вработени во управата, со Министерството за труд и социјала, Министерството за внатрешни работи и со судската ФЕЛ, каде што затворската полиција има поднесено тужби во однос на некои нивни ускатени права, како што кажуваат. Меѓутоа, дали сте се запрашали колку стартува ресоциализација со плата, со факултет? Колку кажете? 20.000.
Добро, сакате да кажете дека Значи, бараат преку леп погача? Не е така. А затоа што сепак е тоа ризични професии се. Нашата интенција, и јас го кажав и досега сум го кажал и секогаш ќе го кажам, дека полицијата на Република Македонија надвор во средината се среќава можеби со криминалитет од 10 или 20%. Затворската полиција и вработените во затворите се среќаваат, знаете, со колку посто криминалитет. Значи таму се сите оние што се правосилно осудени. Зошто секој месец им се намалува границата на прековремени часови? Тврдат почнале со 192 часа, па им се намалиле на 150, сега 130 и дека во последно време на вработените им се вели дека може да земат слободни денови, а како што ми беше кажано од некои од тамошните вработени, па и од синдикатот, тоа не ги слободните денови не ги плаќаат сметките за ЕВН и не ја полнат кошничката. Кој има слободни денови, тој зема плата основно. Значи не ги зема над платата. Меѓутоа, вишокот на работни часови се ангажира тогаш кога има потреба да ангажман таков. Ние се бориме, значи тражиме чаре да направиме плюс вработување или да се направи таков распоред да биде ефикасно искористена работната сила која што е во затворите. Јас бев директор на КП Дом Идризово, сум бил во мојата пракса командир на обезбедување на установа, сум бил директор на ВП Дом на воспитно-поправниот дом, значи има 106 затворски полицајци, односно надзорници тогаш. Имаше бројка од 1300 осудени лица. Ни еден спровод не ми закасни, ни еден прекувремен сат немав неисплатено и се функционираше. Сега има 190 затворски полицајци Идризово. Бројката моментално е спуштена на испод 1000 души. Дали е до правење на распоред или до немање на вработени? Кога затворската полиција ќе добие нови униформи? Вела дека 9 години не добиле униформи. Во теконата година ќе добијат, затоа што во постапка ми е измена на правилникот да го приближим до една друга униформа, за да можеме да имаме бенефит од таа измена на законот, односно да имаме квалитетна униформа. Средствата се одвоени, 560 униформи се потребни на целокупно ниво на затворите и станува збор за зимска униформа, која што очекувам во текот на летото да биде објавена јавна набавка за истата. Очигледно многу прашања има околу затворите. Пред крај сме со времето и би сакала да ве прашам околу пробациската служба, за која што многу се зборуваш. Зошто се уште не може да профункционира оваа служба или функционира само со една канцеларија на територијата на Скопје? Точно кажавте дека оваа тема е многу опширна, многу е комплексна и многу интересна за дискусија и за поставување на прашања и давање на одговори. Значи него фативме сегментот на активните работи кои што се работат, тука спаѓа и пробацијата. Значи на почетокот кога ги набравив приоритетите беше пребукираноста, значи пренатрупаноста, законските измени, подобрувањето на условите, тука спаѓа и пробацијата. Да објасниме за што станува збор, што е пробација за граѓаните. Не случајно спомнав дека затворите ќе ги празниме, нема да ги полниме. Пробацијата е таа мерка, таа алатка која што ни стои на располагање да го направиме тоа, затоа што сите казни за полесни кривични дела ќе може да се издржуваат дома. Значи да не влегуваат во установите, да нема дополнителна криминализација, значи инфекција криминална кај граѓаните кои што прв пат се појавуваат на суд за пресуда да добијат. Неколку години се набавени алки за пробациската служба, меѓутоа седат во некој магазин, претпоставувам. Во тренинг центарот во КП Дом Идризово, опремата вредност е околу 1 милион или преку 1 милион евра. 2015 година е набавена, а 2016 е стапена сила законот, значи законот, меѓутоа во пракса кога дојдов во управата ми рекоа дека пробација функционира и реков да ја видам канцеларијата. Па ми рекоа дека нема канцеларија. На хартија се функционира безпрекорно, во пракса тоа го нема. Во ноември првата канцеларија во Основен суд 1 ја отворивме со претседателот Иван Џолев и таму префрлив двајца вработени од управата за вршење санкции со овластување да ги вршат пробацијските работи. Некаде околу 15 случаеви имаше со условен отпуст со надзор. Да, меѓутоа тоа е недоволно ако идејата е да се намали бројот. Алтернативните казни се изрекуваат, меѓутоа се изрекува опомена и условна осуда.
не се изрекуваат на судот. Очекувате дека ќе заживее овој систем? И дека да, може би судиите ќе се охрабрат да изрекуваат вакви мерки? Да докажем кои се другите мерки за да им биде на јавноста појасно за што станува збор. Имате условен отпуск со надзор, имате општо корисна работа и имате домашен затвор. Опремата е поврзана со домашниот затвор. Значи тоа се 4 ставалки кои што сега ви се појавуваат проблеми каде најмалку очекувате. Простори се обезбедени во судовите каде што има предвидено да има канцеларии за апробација. Ни се појавува проблем со јавната набавка за држување на опремата. Гарантниот рок е истечен. Фирмата увозник или генерален застапник за таа опрема е еден во Република Македонија, меѓутоа во процедура сме на прибирање на информации како да ја направиме таа јавна набавка да биде транспарентна, да не дојде утре некој да каже вие сте правиле ова или она. Максимално транспарентно ќе се направи таа набавка. Од почетокот на држување на опремата зависи кога ќе стартуваат на 6 канцеларии во Република Македонија, имајќи ја предвид анализата која што направивме на предмети во судовите, ќе почнат веднаш со работа затоа што ја имаме опремата, ги имаме просторот, а исто така имаме и твининг проект со Холандија и Германија. Холандија како најстар, најдолго искуство има во таа работа, а Германија има исто така богато искуство во однос на пробацијата и во делегацијата има и судии. Значи, че има едукација и за судиите, вие не можете да барате пробација ако судот не изрекол таа работа. Меѓутоа судот ти кажува како да изречем кога немате пробацијски службени. Што е во моментот така. Во взаимна врска тие две работи. Так. Очекувам во тековната година да се отворат сите 6 канцеларии на територијата на Република Македонија. Имајќи во предвид дека во основен еден во новата зграда имаме обезбедено 3 канцеларии каде ќе биде централниот мониторинг систем за цела Република Македонија за можните изречени казни домашен затвор. За крај, како едно заокружување. Кога можеме да очекуваме поквалитетен или извештај во кој што ќе се констатирани некакви видливи промени во затворскиот систем? Од кого? Од комитетот на Советот на Европа. Првата нивна следна посета ќе биде подобра него ли последниот нивен извештај, гарантирам. Гарантирате? Апсолутно. И со новите оделенија што треба да се пуштат? Значи ќе биде пуштено отворено, полуотворено, управната зграда, ВП домот, каде што ќе биде значи за малолетниците поправено, че има проекти. Ја веќе имам подпишано до сега, откако сум дојден, 76 одобренија за влез на невладени организации, на факултети. Секој еден што е спремен да помогне во оваа работа, ние стоиме на располагање. Ова беше се за вечерва. Ви благодарам за разговорот и за учеството во емисијата. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Се гледаме во истото време за 7 дена. Имајте пријатна вечер.